Председателски избори 2019. Председателот на СДСМ и премиер Зоран Заев заедно со кандидатот за председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски вчера беа во посета на компанијата ВЗ Шари во Требош, која се занимава со производство на јајца и сувомеснати производи, а во нејзин состав функционира и фабрика со биогаз, Електрошари, која произведува електрична енергија од отпад. Компанија која што важи за еден успешен пример во земјоделскиот сектор во делот на живинарството. Она што го видовме во текот на обиколката на објектите на групацијата, која што освен со производство на јајца, се занимава и со производство на полутрајни совомеснати производи и на биогаз, е една компактна компанија со заокружен процес на производство која речиси 20 години инвестира и обстојува на домашните и странските пазари. Тоа нас не охрабрува да продолжиме да креираме мерки и политики со кои ќе создадеме поволни услови за примарно земјоделство и за преработувачка индустрија, како еден синџир кој што мора да функционира беспрекорно, за да имаме модерно и конкурентно земјоделско производство по европски терк. Заев посочи дека за развој на земјоделството и стопанството исклучително е важно што компаниите се охрабруваат да инвестираат во проширување на производството. За да ги поттикнеме и да им помогнеме на овие компании. Оваа година во програмата за директни плаќања, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство посебен акцент стави на мерките за живинарството. Ги зголемивме субвенциите за бројлерите, за еднодневните пилиња и за несилки, а се со една цел – да го поттикнеме развојот на бројлерското производство и да се намали увозот на пилешко месо. Дополнително, преку мерките од ИПАР 2 програмата и програмата за рурален развој, овозможуваме финансиска помош за инвестиции во преработувачката индустрија и во набавката на опрема. Со новиот председател на државата, Стево Пендаровски, кој е денес со нас, продолжуваме на патот до формалното членство во НАТО и почетокот на преговорите со Европската Унија, што ќе донесе секако нови инвестиции, раст на домашните фирми и нови работни места. ВЗ Шари во 2002 година е основана со германско-македонско партнерство. Собственикот на компанијата Арбен Абдурахмани најави нови инвестиции со своите партнери. Само со подпишувањето на преспанскиот договор, ние као компанија, уште со 7 други партнери, од странство и од домашните, успеавме да подпишеме уговор и влегувавме во инвестиција над 30 милиони евра и 2000 работни места вработување ќе има. Значи, производство на бројлерско месо, кланица, производство на сточна храна за тие бројлерите и исто така и родителско јато, значи комплет целиот процес. Es ist für mich eine große Ehre, dass solche Ние сме веќе 20 години во Македонија, тука сме основиле една фирма и сум презадоволен што за толку години стигнавме до ово ниво. Многу сум задоволен што Македонија е во НАТО и веќе и влага кандидат во Европска Унија и затоа ова ме тера да мислим само позитивно. Компанијата ВЗ Шари се простира на површина од 35.000 метри квадратни, од кои 14.000 метри квадратни припаѓаат на индустриските и деловните објекти. Председателски избори 2019. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН се огласија преку пресконференција во пресред на председателските избори кои ќе се одржат во недела на 5 мај. Почитувани сограѓани, членови и симпатизери, се наоѓаме при крајот на изборната кампања за вториот круг на председателските избори. Ние како Општински комитет на ВМРО ДПМН Тетово чувствуваме морална должност да ве подсетиме на чие политиките на оваа власт, која себе си се нарекува народна, а изврши етноцид, на истиот менувајќи го од корен идентитетот на македонците и државното уставно име. Парадоксално е секакво објаснување за злоделото кој го извршија, затоа што народот веќе почнува да го препознава вистинскиот пат на правото и правдата, а со тоа и им испрати порака и казна во првиот изборен круг на Стево Пендаровски и неговите коалициони партнери. Но казната не е само поради нанесеното зло кон македонците, казната е и поради лошиот живот.
руинираното здравство, сиромаштијата, матните бизнис сделки кои ги опфаќа целиот политички врв на власта, лажните ветувања, неразјаснетите убиства, уништеното судство. Од топ 5 земји за инвестирање со најповолна бизнис клима во Европа, оваа година добивме германска нула за економија и вака за жал до бескрај. До бескрај и без срам власта ветуваше се и се што. Ветуваа многу, а не исполнија ни 1% од ветеното. Горката судбина на владењето на СДС ја доживува и оваа генерација. Според сработеното од СДС може да констатираме дека секое нивно ветување беше лага. Излажа 500 евра плата, 100.000 денари за докторите, повисоки пензии, 600 километри нови патишта, нови фабрики во индустријски зони и многу други нереализирани проекти. Во Тетово ветува изградба на средно гимназиско училиште Кирил Пеќиновиќ, реконструкција на улицата Гоце Делчев, изградба на 3 паркови, отворен базен, подземни континери, регионална депонија, до изградба на спортската сала во спортскиот центар, пробивање на улицата Благоја Тоска. И уште многу други лажни ветувања. Оваа погубна политика мора да прекине. Право и правда за Македонија мора да има. Доста беше од животот за сите. Доста и од мрчењето и лагите на Заев. Доста е од ширењето на Пандорината кутија, а доста ни е и од сидрото кое влече напред. Достоинството на цел народ е погазен, гордоста уништена, слободата одземена. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикуваме на 5 мај да го дадете својот глас за професор доктор Гордана Силјановска-Давкова. Секој глас даден за неа е глас за Македонија, глас за себе и подобра иднина на сите. Да ја вратиме Македонија на вистинскиот пат, горда и достоинствена, исправена на патот на правото и правдата. Да живее горда Република Македонија. Со почит, Општински комитет на ВМРО ДПМН Тетово. Председателски избори 2019. Пресконференција одржи Општинската организација на СДСМ Тетово. Во недела се гласа. Во недела ќе го избереме Стево за председател. Има многу причини, но ќе ви кажам само 3. На државата и треба председател кој ќе ја води напред. Председател со глас, одлучен, визионер. Немаме уште 11 години за тапкање во место. Ни треба татко на нацијата, за кого секој граѓанин е пред се човек. Човек кој што се гледа рамноправен во едно општество за сите. На прагот сме до стабилност, инвестиции и сигурност, што се карактеристики на секоја земја членка на Европската Унија и НАТО. Недостасува парче во мозаикот на државата. Недостасува председател. Гласајте за број 3, зашто Стево е број 1. Председателски избори 2019. Проблемот со нападите од кучиња скитници на гостиварското подречје зазема загрижувачки размери. Последните податоци од полицијата за ваквите случаи ја потврдуваат алармантноста на ситуацијата и потребата да се преземат дополнителни мерки. Гостиварци не се чувствуваат безбедно низ улиците и парковите. Секторот за внатрешни работи информираше дека вчера во полициската станица Гостивар 5 лица пријавиле каснување од бездомни кучиња. ЛЗ на возраст од 68 години, СС 61 година, ПЈ 24 години, ЕС 57 години и БА на возраст од 62 години, сите од Гостивар, пријавиле дека утрото помеѓу 8 и 9 часот во близина на спортската сала во Гостивар, во паркот и блискиот паркинг, биле каснати од кучиња бездомници. Граѓаните во нападите завршиле со различни повреди и се обратиле за медицинска помош во Гостиварската болница. Предходниот ден на 1 мај 7-годишно дете беше каснато од куче, исто така во тој реон, градскиот парк близу спортската сала. Локалната самоуправа лани во октомври започна со третман на кучињата скитници, нивно заловување, чипирање, стерилизација и вакцинација. Откако ќе се третираат, кучињата повторно се враќаат на улица. Стационарот за згрижување се уште не профункционира. Граѓаните пак често сведочат дека во Гостивар завршуваат кучиња скитници од други градови, кои во ноќните часови со камиони се истовараат по гостиварските улици.
Во текот на вчерашниот ден се приведени неколку лица. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово околу 22 часот и 20 минути лишиле од слобода 32 годишник од Одри, кај кого бил пронајден хероин и предмети за кои постои сомнение дека потекнуваат од кражби. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосното расчистување на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Предходно од слобода бил лишен и 25 годишник од Боговиње поради сомнение за сторено кривично дело прикривање. Утрото пак на улица Илинденска во Гостивар лишени од слобода се двајца албански државјани на возраст од 56 и 54 години поради сомнение дека го злоупотребиле нивниот престој, односно дека престојувале спротивно на целта. Двајцата албански државјани се задржани во полициската станица Гостивар и потоа предадени се на отсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија за натамошна постапка, информираат од тетовската полиција. Започна со работа Академија за обука во состав на Силуете Лукс Тетово. Во нејзини рамки се одржуваат курсеви за стекнување вештини за маникир, педикир, шминка и фризерски услуги, наменети за почетници или лица кои сакаат доквалификација и преквалификација, со што им се нуди можност да започнат сопствен бизнис. Дојдовме до идеја да отворам академија за фризери, педикир и маникир. До таква идеја дојдов затоа што имав голема заинтересираност до сега. Имам доста обучено и фризери и девојчиња за педикир и маникир, тоест за надградба на ногти. За фризери имате од 1 месец за брз курс, само најдобро би било 6 месеци, затоа што е малку подолг процесот, а за ногти имаме од брз курс до 175 часа, тоест 2 месеци. Посекако добиваат сертификати, значи имаат државно ниво и што се за нашата држава, а исто имаме и други сертификати што се важни, може да се користат и во Европа. На академијата може да се пријави секој, значи од 15 години до 50 години, што кој има желба за работа. Значи годините не се во проблем, кој има желба за работа може да си се пријави, секој може да се отвори сопствен бизнис. Тоа е плюс поддршка од наша страна, значи ние од се срце сакаме сите што се учеснички кои ќе дојдат да научат за тоа што дошле. Силуете Лукс работи веќе 8 години. Големиот број на задоволни клиенти е резултат на квалитетните услуги и третмани кои ги нудат. Нашиот салон опфаќа се што е потребно за едно средување, како што е од масажи, третмани за слабење, педикири, маникири, фризерски дел, мејкап, третмани од разни видови на третмани за лице, сите нови трендови што се моментално во светот, ние ги пратиме. Имаме исто што е моментално значи јапонско исцртување на веџи. Имаме доста задоволни клиенти, нормално ние даваме се од себе, бидејќи обстојувам веќе 8 година, тоа е благодарение на моите вработени, на моите клиенти, нормално што ни дава таква поддршка и нормално и на моето семејство, мојот маж, моите деца, имам преголема поддршка и од нивна страна за да можам да успеам и да бидеме тоа што сме денеска. Центарот за слабење, масажа и фризерски услуги Силуете Лукс е со локација на улица Благоја Тоска во Тетово. Посветен на Мајката Божја и нејзините чуда, источен петок Балаклија, со црковно народни собири се прослави во Гостивар и Гостиварско. Црквата Света Петка, најстариот храм во градот, традиционално секоја година е местото на централното празнување и ги собира верниците во голем број. Утрово во чест на источен петок, свештеници од Гостиварското архиерејско намесништво отслужија света литургија, пошто беше извршен чин на осветување на водата. Мртви, смрти у смрт побра, и
Исус ти во гробје живот дарован. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие што беа во гробовите, живот ти подари. Верниците кои утрово дојдоа во црквата Света Петка се помолија, запалија свеќи, се поклонија пред иконите и според обичаите оставаа великденски јајца. Источен петок Балаклија е првиот ден петок по празникот Великден, спаѓа во светлата недела и со него се оддава признание на Пресвета Богородица, поради тоа што непосредно по Великден нема друг празник поврзан со нејзиното име. На овој ден се празнува возобновувањето на храмот на Богородица во Цариград, наречен Живоносен извор, поради чудотворниот извор со вода што се наоѓа во него. Поради тоа што Богородица му ги миела раните на Исус, на овој ден луѓето ги посетуваат изворите и ги мијат лицето и очите или 3 пати преку себе префрлаат вода од изворите. Освен во градската црква Света Петка, православните христијани од Гостиварско традиционално со црковно-народен собир го одбележуваат денот и во селото Долно Јеловце. Православните верници во понеделник 6 мај го одбележуваат празникот посветен на светиот великомаченик Георги Победоносец, кај народот попознат како Ѓурѓов ден. Традиционално со голем црковно-народен собир ќе се празнува во манастирскиот комплекс во Мала Речица, како и во село Туденце. Во манастирскиот комплекс Свети великомаченик Георги Победоносец во Мала Речица, светата богослужба ќе започне во 8 часот. По режењето на кумските колачи, парчињата ќе бидат разделени меѓу верниците, а неколкумина од нив ќе станат кумови за следната година. За присутните верници на прославата на празникот Ѓурѓов ден во Мала Речица ќе биде приредена братско-сестринска трпеза на љубовта од страна на кумовите. Во манастирот Свети великомаченик Георги Победоносец во село Туденце, светата богослужба во понеделник ќе започне во 10 часот, пошто ќе бидат прережани кумските колачи. Црковно-народниот собир во Туденце ќе биде збогатен со настап на културно-уметничките друштва Извор од Јегуновце и Брвеница од Брвеница, пошто следува општонародна веселба со фортисимо бенд. За сите присутни верници ќе биде приредена празнична закуска по повод манастирската слава. Времето денес беше сончево и потопло со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец. Температурите се движеа во интервал од 5 до 22 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно време, попладне со врнежи од дожд. Ќе дува умерен јужен и југоисточен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 6 до 20 степени Целзиусови.